Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Ова е говорот што го одржал Хазрети Мирза Тахир Ахмад на интер-религискиот собир во Суринам. गुनाहगारों के दर्द दिल की बस एक कुरान ही दवा है। Сетта благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се над неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Воведно обраќање на председавачот. Со желба за добре дојде на Хазрети Мирза Тахир Ахмад на собирот. Се чувствувам привилегиран да ви посакам добре дојде на овој собир во името на Ирис, меѓурелигиско советување во Суринам или меѓурелигиски консултации во Суринам. Се чувствувам привилегиран да ви посакам добре дојде на овој собир во името на Ирис и заедницата. Ирис означува меѓурелигиско советување во Суринам или меѓурелигиски консултации во Суринам. Добре дојдовте на нашиот собир. Вие овде престојувате веќе една недела и како што веќе почувствувавте и доживеавте, вие сте добре дојдени во Суринам, во земјата на гостопринството и на смевката. Ние веќе нешто прочитавме за вашата личност, вашето образование и вашето напредување. Исто така и за вашата мисија спрема Суринам и мисијата во светот. И колку што можевме да разбереме, вашата мисија главно е да ги соберете луѓето, да бидат заедно. Луѓето од неколку раси, од различни земји и различни култури. И вашата порака е порака на меѓусебно почитување, пристојно мислење, прифаќање и разбирање, донесување на правда и мир помеѓу луѓето. Во овој контекст ве поканивме вечерва да бидете тука со нас, со Ирис, во оваа заедница и со вас да го споделиме нашето мислење, своите представи и идеи за оваа тема. Ирис е група на религиски водачи во Суринам и постои околу 2-3 години. Но досега бевме сосредоточени на заедничката работа, наместо на заедничкиот диалог, да работиме и да делуваме заедно за добросостојбата на луѓето од Суринам. И во оваа заедничка работа веќе имаме неколку проекти. Но сега посакуваме да влеземе во диалог, во делење на погледите, во диалог за своите религии меѓусебно. Поради тоа планираме да ја искористиме помошта од гостот-говорник. Според тоа, вие сте прв гост-говорник во контекст на оваа програма на меѓурелигиски диалог овде во Суринам. Ви благодариме за вашата подготвеност да дојдете и да ги изнесете своите мислења. А тема за оваа вечер е шеријатот или односот помеѓу религијата и политиката во исламот. И тоа наспроти политиката на соработка на различните религии во една земја. Втората точка на дневен ред е ахмадиското прашање, подлабоката позадина на прогонувањето на ахмадија муслиманите. Ние уште еднаш ви благодариме за доаѓањето и се надеваме дека оваа вечер и за вас и за сите нас ќе биде пријатен диалог, братско искуство и исто така плодно искуство во корист на подобриот однос помеѓу разните религии овде во Суринам и во светот. Дозволете ми да ве повикам да и се обратите на нашата заедница. उसी के दम से मरा था आदम, उसी ने लेको कसर किया. Говорот што го одржал Мирза Тахир Ахмад. Господине бискуп, генерален секретару на асоциацијата и сите уважени гости, дами и господа. Навистина сум почестен да бидам повикан оваа вечер како прв гост-говорник во историјата на оваа асоциација. За мене оваа представува историски момент со вас да го споделам оваа искуство на слободен, зрел диалог, без возбудување, без емоции и како нормално човечко суштество да го представам нашето мислење со сета пристојност, да направам другите подобро да не разбираат и да настојуваме другите подобро да ги разбереме.
Тоа е целта на слободниот диалог и мене ми е особено драго што ја презедовте оваа благородна задача, бидејќи токму тоа на светот денес му е потребно во секоја област од животот. Што се однесува до прашањето за кое побаравте да зборувам, пред се морам да се извинам, истекнувајќи дека и двата предмета се многу широки и можеби во ограниченото време кое не ни е на располагање, нема да биде можно квалитетно да допреме до ниту еден од двата предмета. Поради тоа, предлагам поразгледувањето на првиот аспект кој се однесува на шеријатот и политиката, законот на шеријатот и наметнувањето на шеријатскиот закон во некоја земја, кога ќе го завршам говорот за тоа, ако имаме време да се вратиме кон вториот предмет и тоа да го оставиме така, бидејќи тогаш тоа ќе ви даде прилика да го изнесете своето мислење и да поставувате прашања ако сакате. Во секој случај, јас ќе настојувам да бидам краток, но во исто време треба да бидеме и сеопфатни. Законот на шеријатот сега е прашање околу кое се води жестока дебата во муслиманските земји. Озаконување на шеријатскиот закон во Пакистан. До неодамна, Пакистан беше седиште на зовриена, а понекогаш и жестока дебата за шеријатот. Генерално стои ставот дека ако повеќето жители на земјата ја чинат муслимани, тогаш муслиманите имаат право, всушност обврска, да го воведат шеријатскиот закон. Образложувано е дека ако веруваат во честниот Куран, и ако исто така веруваат дека честниот Куран е сеопфатна книга, која се однесува на секоја област на човековата активност и на човекот му наредува како треба да се однесува во секоја сфера од животот, тогаш лицемерно е да се остане задоволен само со овие тврдења. Тие треба да го следат логичниот заклучок и да го воведат законот на шеријатот и да го направат како единствен добар закон во земјата. Сето ова се однесува на едната страна. Од друга страна, истакнети се многу потешкотии, како што се предложените законодавни проблеми, сериозни уставни проблеми, како и сериозни проблеми во скоро сите области на озаконувањето на шеријатот. Затоа, накратко да ви раскажам зошто законот на шеријатот не може да биде применет или наметнат на луѓето кои практично, што се однесува до нивниот нормален начин на живот, не се идеални муслимани, туку се безмалку спротивни. Во областите каде слободно го практикуваат исламот, тие всушност тоа не го исполнуваат во толкава мера, што човек не може да и не се запраша како од нив може да се очекува тоа да го прават принудно и со сила на законот, кога исламот не го применуваат по слободна волја. Во овие и во многу други области е спроведена дебата и силно се одело во таа насока, но јас сега многу накратко ќе ги набројам спорните нешта, за да ги разберете сите страни на ова прашање. Исто така, лично сум учествувал во оваа дебата, која се одвиваше во Пакистан, и сум им помогнал на многу зналци кои дошле во Лондон или ми пишувале и барале упатство. Не им диктирав забелешки во целост, но до голем степен им помогнав проблемот да го разберат од широка перспектива. Така, многуте статии кои беа објавени во Пакистан, во своите редови го има изразено и моето мислење. Шеријатот е закон и во тоа нема никакво сомневање, закон на исламот, закон на муслиманите. Но прашањето е докаде овој закон може да биде преобразен во законодавство за водење на политичка влада. Покрај тоа и многу други прашања се вплеткуваат во тоа. Например, ако една муслиманска земја има право да го пропишува својот закон на целото граѓанство, тогаш по истиот заклучок и по истата логика, секоја друга земја со повеќе жители кои прибаѓаат на друга религија, исто така ќе има право да ги воведе своите закони. उसी का दुनिया में आज परचम हुमा के बाजू पे उड़ रहा है उसी की शमशीर
Целиот свет би станал свет не само на политички судири, туку исто така и на политичко-религиски судири, при што сите закони би му биле припишани на Бог, но сепак би при што сите закони би му биле припишани на Бог, но сепак би противречеле еден на друг. Во таква ситуација би се создала таква забуна што луѓето би почнале да ја губат верата во Бог, кој говори една работа на еден народ, а друга работа на другиот народ, и кој им говори на луѓето да го наметнат овој закон или ќе бидете неискрени кон мене. Можете да замислите што би се случило во Индија, например, ако законот на хинду мнозинството би бил наметнат на муслиманското малцинство. Сигурно дека огромен слој на индиското општество полека би бил турнат кон ова екстремно барање, предпоставувам исто онака како што се случувало во исламските земји. Што би им се случило на муслиманите и на другите малцинства во Индија? Понатаму, ова не е само прашање на Индија. Што ако Израел го озакони законот на јудизмот, законот на Талмудот? Јас го прочитав и знам дека би било невозможно за било кој што не е евреин таму да живее нормално и пристојно. На ист начин и христијанството ги има своите права, а исто така и будизмот. Учество во законодавството. Следниот предмет на разгледување е самиот концепт на државата. Ова е темелно прашање кое треба да го решат оние кои се заинтересирани за политиката и меѓународните закони. Прашањето се однесува на фактот дека секој кој е роден во одредена држава има право да учествува во нејзиното законодавство. Во световниот концепт на водење на влада и законодавство, секој роден во дадена земја, на која религија и да припаѓа, каква боја и вера да има, ги стекнува темелните човекови права. И најважното помеѓу овие права е можноста да учествува во обликувањето на законодавството. Се разбира, партиите доаѓаат и заминуваат, партиите на власт веќе утре можат да станат опозиција. Сечија желба не бидува исполнета или спроведена. Но во принцип, секој има праведна и еднаква прилика да му се слушне гласот, макар од страна на опозиција, за работи од заеднички интерес. Но дали тоа би се случило ако еден шеријат или една религија би биле наметнати како закон во државата? Ако муслиманскиот закон се наметне во некоја земја, сите останати луѓе, кои се граѓани на истата земја, би морале да се сметаат за втора, трета или четврта класа на граѓани на истата земја без право да кажат не на било што во законодавството. Но тоа не е се. Овој проблем внатре во самиот ислам и понатаму е сложен, бидејќи исламот има книга која е објавена од Бог и муслиманските зналци тврдат дека имаат право да ја толкуваат. Законодавно тело подредено на религиските зналци. Што се однесува до различните мислења, законодавното тело е подчинето на мислењето на зналците, кои посебно се посветиле на разбирањето на честниот Куран, или на оние кои тврдат дека се посветиле на разбирањето на честниот Куран. Каков ќе биде нивниот взаемен однос? Телото е избрано да донесува закон. Тие донесуваат закон и вие можете да слушнете од одредени зналци на исламот дека она што вие сте го предложиле како закон е против темелните принципи на исламот. Исламот нема простор за таква безмислица. Чеј глас треба да се послуша. Од друга страна, се чини дека Бог привидно зборува за овие луѓе, но само привидно. Тогаш, тука е и гласот на мнозинството на луѓето од таа земја. Така, оваа дилема скоро да нема можно решение. Сите религии со тек на времето се разделиле во секти. Тоа не е се. Секоја религија на почетокот е една и единствена и неразделива, но со текот на времето истата почнува да свртува и се раздвојува внатре, се умножува и станува се побројна, така што истата вера, која например во времето на Исус Христос, Иса алейхиселам, била едно христијанство, во текот на времето се претворила во стотици христијански секти. यही है खिज़्रे रहे तरीकत, यही है
Денес го завршивме првиот дел од книгата Односот помеѓу религијата и политиката во исламот. Еселаму алейкум.